специфична потрошувачка на енергија, што е предизвик. Distinguished guests, we are building strong relationship and partnership. Organization connects, supports. I like the sun. Ќе поздравам председателството на ЗЕМАК, ќе му честитам за организацијата на овој симпозиум на енергетичари на Македонија, директорите на енергетските компании, а пред се вас енергетичари кои што ве ценам како своји колеги. И ќе кажам слободно дека јас лично се сметам за ваш колега, бидејќи како што се знаеме 20 на години работе во делот на енергетиката и се уште работам сега како заменик председател на владата, а претходно нели како ваш колега во делот на енергетиката. Се извинувам прво за каснењето, бидејќи бев присутен на една друга конференција која што се одржува во соседниот хотел, а се однесува за економскиот развој на Република Македонија во организација на МАНУ, владата, стопанските комори и така натаму, каде што исто имав излагање. И таму, на тоа излагање, практично кажав колку енергетиката е важна. Енергетиката е крвотокот на економијата на едно општество. Затоа ценам дека оваквите собири, како што денеска вие го организирате, се исклучително значајни за креирање на таквата политика. Имав прилика да ги разгледам списокот на трудови кои што вие ќе ги излагате тука на вашата конференција во следниот период и ценам дека има исклучително добри трудови, бар по нивните наслови, по суштината и содржината, секако вие ќе ги видите и јас ќе го направам тоа со задоволство. Енергетиката, практично како крвоток на индустријата, е суштината која што мора да се планира долгорочно. За жал, мислам дека оваа област многу години беше запоставувана во Република Македонија и ценам дека треба да и се даде нужното внимание. Бидејќи ако во енергетиката немате план за следните 10, 15, 20, па и 30 години колку што предвидува енергетската стратегија, во тој случај вие немате никаков план. Енергетиката не се планира од денес за утре, енергетиката не се планира ни од годинава за следната година. Енергетиката мора да биде планирана на подолг рок, ако сакате да ја имате како одржлива и сериозна во една држава. Во таа смисла, ние како влада бевме посветени еден од првите закони кои што ги донесовме да биде законот за енергетика и нивните и подзаконските акти за кои што се предвидени со овој закон за енергетика, каде што практично се детерминира енергетското живење на државата во следниот период. Исто така во изработка и законот за енергетска ефикасност, кој што цениме дека до крајот на годинава ќе биде спремен како текст и поставен за јавна дебата, со што ве поканувам сите да учествувате во таа јавна дебата и да дадете свој придонес. Ве повикувам законот за енергетика, кој што е исклучително либерален и кој што е усогласен со европските директиви, да го искористите и да го почувствувате како простор за енергетски развој во државата. Пред се, на ова се обраќам до компаниите од енергетскиот сектор, да го препознаат како можност за предприемачки активности и за развој на своите дејности. Тој закон предвидува и овозможува многу такви можности. Сакам само да ви отворам една тема која што е актуелна деновиве во светот, а јас прв пат со нејзе се запознав на конференцијата во Берлин, која што се одржа пред известно време, пред неколку месеци, а која што ја отвори министерот за економија и енергетика на Германија, господинот Петер Алтмаер, а тоа се беше под назив енергетска транзиција. Светот денеска зборува и размислува за енергетска транзиција. Енергетската транзиција подразбира како да од старите извори на енергии и енергенси преминеме кон нови извори на енергија кои што ќе бидат одржливи на долг рок и кои што ќе бидат по-пријателски настроени кон животната средина на граѓаните. Но исто така е многу важно да бидат и поевтини, бидејќи енергијата е еден од клучните фактори во креирањето на цената на било кој производ. Доколку зборуваме за индустриализација на Република Македонија, ние мораме да зборуваме за извозно ориентирана економија и за извозно ориентирана индустрија. Не постои извозно ориентирана индустрија доколку таа не е конкурентна. Еден од факторите, различно во секоја дејност се разбира, а посебно во металургијата, исклучително и во металната индустрија, исклучително значајна, еден од факторите е и цената на конкурентноста.
Цената ја формираат повеќе фактори, но енергијата е еден од клучните фактори, како што кажав, посебно во делот на металната индустрија, металургијата, а и во многу други индустрии. Затоа ефтината енергија е предуслов за да нашето стопанство биде конкурентно, а ефтината енергија се постигнува точно со оваа енергетска транзиција и се постигнува со домаќинско работење во енергетските компании. Пазарот е најголемиот лекар на непродуктивното трошење и точно пазарната економија е таа која што придонесува да вашето работење биде направено економски, домаќински и за на крај цената на таа електрична енергија да биде таква каква што ќе ја прифати пазарот. Пазарот ќе биде немилосрден, или вие на него ќе обстанете, или вашите компании нема повеќе да можат да издржат на тој пазар и нормално ќе ги намалат своите операции или можеби ќе исчезнат. Јас тоа не го посакувам, затоа ве повикувам напротив да го препознаете законот за енергетика како простор каде што ќе можете со ваше домаќинско и посветено работење да вашите компании ги растете, да бидете конкурентни на во регионот, бидејќи енергетиката не подразбира граници административни кои што ги имаат државите. Тоа нешто не постои. Енергетиката ќе се развива во насока на регионални берзи за електрична енергија, ќе се развива во насока на инфраструктура во гасоводните мрежи развиена, зашто ќе мораме малце повеќе да поработиме, ќе се развива во глобалниот свет на нафтената индустрија. Уште еднаш, потенцирајќи ги овие работи кои што ги кажав, сакам да обрнам внимание дека нашите компании мора да ја препознаат оваа можност и да направат интерни и внатрешни транзиции во нивното работење, за да се приспособат на новиот енергетски свет и на новата енергетска транзиција. Тука ќе завршам и на крај само ќе ви посакам успешна работа, ќе ви посакам да имате многу плодна дискусија, а ние како влада на Република Македонија ќе бидеме тука да ги слушаме вашите идеи, да ги вградиме во нашите политики и да ве поддржиме и помогнеме во вашите активности. Ви благодарам и посакувам успешна работа. Ви благодариме, заменик председател.